Здраво, стрелци, ова ќе бидат вашите тарот пораки за јануари 2026. Ајде да видиме што ќе донесе остатокот од јануари за вас. И на првото што го гледам е ситуација на прифаќање. Вие стрелците во јануари, ако веќе не се случува досега, ќе се случи во јануари и вие ќе бидете во една ситуација на прифаќање. А што е ова прифаќање? Ова прифаќање е за некој од вас е прифаќање на судбината. Она што треба да се случи, ќе се случи и крај. Вие го прифаќате толку цврсто стојки на земја, толку свесно, каде нема простор повеќе нити да се грижите, нити да се плашите. Зашто за некој од вас, јас мислам дека ова е прифаќање на реалноста дека вашите стравови ќе се остварат. Вие имате стравови околу некоја ситуација, дали лично за вас, дали на работа, дали во семејството, дали во домот, партнерот, бракот, љубовта. За секого различна е тема, меѓутоа вие имате чувство дека некои стравови ваши ќе се остварат. И за жал или за среќа, тоа никогаш не знаеме, сето тоа ќе се оствари. Она што е добро во ситуацијава е тоа што вие со стравовите завршивте досега. Стравот веќе нема да го има, само ќе го прифатите, ќе ја прифатите неизбежноста на оваа ситуација и ќе ја прифатите со таква емотивна, емоционална и физичка сила со која и сами ќе се изненадите. Ова е голем, вие мора да се покорите пред големината на оваа ситуација. Ова е за некого ситуација, ова е за некого љубов, ова е за некого институција, ова е за некого човек. Меѓутоа, ова е големина некоја. Големина пред која вие сте немоќни. И тоа го прифаќате толку свесно, и со некакво одобрување. Доста веќе беа стравови, доста не можевте да живеете ни со себе си од грижа заради ова, и сега веќе го прифаќате. Ова е моќ пред која сте вие немоќни. И сето тоа е во ред. Вие тоа ќе го сватите во јануари, дека сето тоа е во ред, па и да сте немоќни пред нешто, па и да сте немоќни, тоа мора да се случи. Ова е дел од животот низ кој вие мора да поминете. Вие сте поминале јонака низ многу ситуации, вие сте собрале мудрост од животот и сега токму така ќе постапите мудро и со разбирање дека тоа што мора да помине, ќе помине и крај. Не знам што ќе помине за сите поединечно, меѓутоа ќе помине ситуација, пак ќе кажам, во која ќе прифатите вие дека сте немоќни пред големината на тоа нешто. Она што ќе го понудите само е разбирање и прифаќање. Ништо повеќе, ништо помалку. Следната порака за вас, стрелците, е порака када што вие ќе доживеете успех заради нешто што сте го направиле. Што може да биде? Еве, например, може да биде ситуација во работата, каде вие работите на нешто и не се откажувате, иако во некој момент изгледа дека се е залудно вие се влажувате толку многу, залудно вие покажувате толку многу знаење, вештини, способност. Едноставно не гледате успех, не гледате дека се вреднува ова, но сега во јануари нешто ќе се случи под некакви околности, вие ќе бидете дури и наградени, јас верувам, дури и пофалени, нештото ќе го доживеете со аплауз, како што вие ќе видите во вашите животи, за сите ќе биде различно, затоа што различна може и темата, зашто за некои е во љубовта. И ако е во љубовта, тогаш ова е ситуација каде јас мислам дека некои стрелци ќе ја кронисаат врската во брак.
ќе биде, нема да биде изненадување, ова е заеднички договор, заедничка одлука дека треба веќе да стапите во брак, треба да преминете во една друга фаза од животот и се тоа супер, тоа се прекрасни моменти на планирање, моменти на остварување, моменти на радост, славење со најблиските и така натаму, а за некои стрелци пак ова е ситуација каде вие ќе доживеете успех благодарение на нешто што си го манифестиравте. Да, сите овие стрелци кои сакате така да ги остварувате нештата преку манифестација, верувам, тие што го слушате ова знаете за што зборувам, законот за манифестација, вие само преку некакви визуализации или замисли или молитви нешто посакувавте да се оствари и ова толку многу го сакате и сега во јануари на ваше изненадување ќе го видите во реалност, ќе ја видите реалната слика на сето она, физички ќе го доживеете сето она што го имавте само во вашите мисли, чувства. И тоа е многу убаво, ќе се чувствувате дека сте на пиедесталот на нешто. Може би си замислувавте некаков успех во нешто, во се може да биде овој успех и токму тоа и ќе го доживеете. Дори мислам дека и многу повеќе работи ќе доживеете од она што вие си го замислувавте, некако како да ќе се расшири таа среќа која ја посакувавте. Следно, за вас стрелците е повторно една многу убава порака, многу убава ситуација, многу убави моменти. Ова се моменти каде вие, некои од вас, можеби заедно со вашето семејство, далеку од очите на другите, нешто градавте, нешто креиравте, нешто остварувавте. И ова си го правевте само лично за вас, за ваше задоволство, сакате нешто да си остварите, сакате нешто да стекнете и не знаевте, мислите дека ова ќе трае, но во јануари нешто ќе се случи, некаков повик судбински, каде вие ќе бидете во ситуација да се освестите дека навистина многу остваривте, нешто многу големо направивте. Ова е семење некоја среќа и е поврзана со некаков финансиски успех. Ако не е финансиски и тоа не ве интересира, тогаш е поврзана со некаква стабилност и благосостојба во домот. Некаква сигурност. Ќе постигнете и ќе бидете свесни дека сте постигнале некаква сигурност. Можеби па некој од вас градевте нешто и токму таа градба која вие ја градевте долго време, овој месец ќе биде изградена и морам да кажам таа градба може да биде се, може физички да биде, може да биде и нешто друго во животот, некаква градба, нешто големо кое вие сакате да си го остварите и да си го исполните заедно со најблиските, заедно со вашето семејство. И да, ова ќе се случува, ова ќе трае, ќе биде дел од вашиот живот, меѓутоа нешто ќе се случи во јануари, некаков повик каде вие ќе бидете свесни, можеби нешто реално, физички нешто може ќе купите или ќе подарите, ќе донесете во домот за како би се остварило тоа дека некаков повик ќе се случи да вие бидете свесни. А некој од вас пак можеби започнувате нешто големо заедно со семејството, со најблиските, некаков нов проект, нова етапа од животот, почнувате можеби некаков семеен бизнис, можеби почнувате нова работа, нешто што многу повеќе ќе донесе дома, финансиски ќе биде посигурно и постабилно. За некој од вас ова нема врска со работата, можеби има врска со некој друг аспект од животот, иако не гледам дека во љубовта, меѓутоа не го исклучувам и тоа, нешто ќе се случи дома, нешто многу убаво, нешто што вие, ова е креативен некој проект, нешто кое вие го градите лично, вие си го остварувате, не ви се случува и не се случува одеднаш, нешто во етапи било и можеби
може би не беше ни лесно за многу од вас, но сега ќе биде остварено, ќе дојде една крајна етапа каде вие ќе бидете свесни за големината на сето она што се остварило. Не знам, некако со семејството и со најблиските, или пак сами, ако сте сиете сами, ќе бидете ослободени од чувство дека треба уште многу да работите на нешто за да си го остварите. Ќе бидете некако свесни дека сте си го оствариле и сега само треба да уживате во сето она која вие си го стекнавте. Следната порака за вас стрелците е момент када вие во јануари нешто ќе завршите со некого или во некоја ситуација, нешто ќе ставите крај. Ова е нешто каде вие остававте работите да се одвиваат така како се одвиваат, иако бевте свесни дека онака како што се одвиваат се на ваша штета. Апсолутно во никаква полза ваша не одеа нештата, меѓутоа едноставно не преземавте ништо. Не знам зошто, свесни бевте дека не може толку многу да ви се наштети, или пак дозволувавте да видите луѓето до каде може да одат, но најверојатно ќе се освестите во јануари дека тие може да заминат многу повеќе од колку што вие може да дозволите, и затоа сега ќе ставите крај на таквото однесување. Ако е нешто во работата, например, вие бевте свесни дека позади грб некој нешто правеше на ваша штета, односно сите ваши успеси и се што вие го завршувавте и го стварувавте, некој си ги припишуваше тие успеси на себе. И вие бевте свесни, вие го гледавте ова, вие бевте сведок на ова, но не преземавте ништо зашто сметавте дека не ни вреди да се преземе нешто и живеете некако со идеја дека вистината и правдата не може да бидат долго скриени. На овој или на оној начин ќе се види кој како работел, кој што правел, и сето тоа ќе излезе на виделина, и затоа не преземавте ништо, иако буквално секој дневно го гледавте ова дека се случува. Но во јануари нешто ќе се случи, дали вие ќе добиете некој знак некаков, дали некој ќе ве поттикне, дали некаква ситуација ќе ве натера да реагирате, ќе реагирате и ќе ставите крај на ова. Вие овде ќе си земете се што е ваше и повеќе нема да дозволите ништо од позади ваш грб да се прави, нити пак некој ваш успех да биде препишан на други. Ќе ставите крај и тоа е одлично, тоа е многу убаво, затоа што сега е вистинскиот момент да го направите ова. И вие ќе знаете дека е вистински, некако ќе добиете некаква инспирација, преку нешто некако ќе добиете. Може би сте само интуитивни и некоја интуиција ќе ви каже дека да, овде мора да реагирате за да не ви се направи некаква штета. Ако е на работа, ако е во домот, исто така, некој што ви прави штета, ќе го прекинете сето тоа, ќе заврши. Во љубовта не верувам, меѓутоа и тога ако е нешто, ќе се стави крај на некои штетни активности од неколку. Или пак ова е ситуација за некој од вас каде вие навреме ќе се тргнете од нешто. Сте биле вклучени во нешто, во некој процес, во некој проект, се одвива како што се одвива и вие добивате вие имате некоја интуиција дека овде и ова е моментот кога треба вие од ова да се тргнете, да излезете од оваа ситуација, со овие луѓе, со овие врски, во ова партнерство, во ова другарство да се тргнете и ќе доживеете некаков успех, затоа што ако сте останале, нешто ќе се случало по ваша штета. И тоа е прекрасно што навреме ова ќе биде прекинато и вие ќе се ослободите од некакви неубави ситуации и сцени. Затоа нема ништо да преземате во оваа порака овде, ова е само една прекрасна порака дека се на време ќе биде. Во право време и на право место направене и во ваша полза и за ваш успех. И последната порака за вас стрелците во јануари е порака
каде што се вклучени само емоции, верувам, затоа што јас гледам некои удва стрелци како вие се измачувате себе си, дали доволно направивте за некои луѓе. И јас мислам дека се измачувате и овие луѓе кои се поврзани веќе не се во вашиот живот. Дали веќе физички не се во вашиот живот, не се на овој свет, или едноставно само не се повеќе во вашиот живот, не сте блиски, во било кој да е случај, вие се измачувате во јануари, може би подоцна, ќе се измачувате со тоа дали вие доволно направивте за овој човек, за овие луѓе. Ако е личност која повеќе не е во вашиот живот, вие се многу ви значи, многу премногу ви значал, вие ќе се измачувате со тие мисли, дури и во сон, ќе се будите и од сон и ќе се грижите дали вие доволно љубов дадовте, дали вие доволно помогнавте во проблеми кога беше, дали вие доволно направивте за да му ги олеснете, да и ги олеснете болките, тежините кои ги носеше, дали вие доволно подаривте, дали купивте, подаривте, овозможивте се што можеше, дали има нешто што можевте да го направите, не го направивте. И ова верувајте со само измачувања, ова што си ги приредувате самите вие, затоа што реално се што можевте сте направиле и сега не се измачувајте дополнително, затоа што тие кои веќе не се помеѓу вас, не сака да ве гледат како се измачувате. Доволно дадовте, доволно направивте, вашата улога која имавте заврши, си завршивте совршено добро, дадовте се што можевте, и емоции, и љубов, и тоа нештата што морало да се случат, се случиле. Не се измачувајте дополнително, не ја продолжувајте таа агонија која веќе одамна требало да заврши. Некои од вас стрелци пак се грижите дали може би требаше да се потрудите малку повеќе во врските со некои луѓе, може сте завршиле со некои луѓе или некаква ситуација завршила во вашиот живот и вие сега се грижите дали може би требаше нешто повеќе да направите, дали требаше повеќе да се потрудите, повеќе љубов и внимание, зашто имате чувство дека сте биле несебични, туку сте биле груби, неемотивни, може требало повеќе да покажете љубов, за да бидат, верувајте дека само се измачувате, овој крај што се случил со нештово или со овие луѓе е неизбежен, било како било, се направило се што требало да биде направено и завршило онака како што треба да биде завршено. Крајот е крај и вие не можете ништо против тоа, прифатете го и не се измачувајте, што не вреди. И, драги мои стрелци, тоа би било тоа за сега. Јас ви посакувам среќна 2026 и до следното видео. Чао, чао!